Подрачното основно училиште Јордан Хаџи Константинов Џинот се уште се справува со лошата слика и проблемите во училиштето. Испукани ѕидови, стара дотраана столарија и тоалети надвор во дворот. Ова е моменталната слика на училиштето. Случајно анкетираните мештини на Башино село велат дека училиштето е во иста катастрофална состојба уште од времето кога тие учеле. Состојбата во училиштето е многу лоша. Тогаш се започне и не се доврши, само едната страна се направи. И така веќе секоја гарнитура која ќе дојде ќе го направи. Други викаат исто ќе го направи. И никој не го направи досега, само обеќаат, ама не е направено. Многу лоша состојба. Треба да се направи, да се изгради убаво, да се обели, џамови немаслни. Учениците беа долани без огрев. Ставијате едно парно тука, ништо тоа. Направија лицето, го направија, колку да замачкаат очи, а одзади тоа се е изрушено, се тоа се, уште татко ми, 27 е роден, уште татко ми кога учил, пато се стои, гредите доле, се тоа е хаоси. Школата е хаос. Локалната самоуправа иако вети дека до септември ќе бидат решени проблемите со кои подолго време се справува училиштето. Освен поправката на дел од електричната инсталација, се уште нема превземено поголеми реконструктивни зафати. Градоначалникот Чадиев вели дека локалната самоуправа е запознаена со проблемите во училиштето, а решавањето на истите ќе ги започне со набавка на нова столарија. Во наредниот период ние ќе објавиме постапка, односно треба да добиеме дозвола за да можеме да направиме било каква набавка, која ќе ја завршиме целокупната постапка, малку е посложена, меѓутоа е загарантирана сигурна постапка, ќе пристапиме кон средувањето на ова училиште. Значи, постапките се може и малку посложени, меѓутоа се многу транспарентни и многу јавни. Мора ни да се јавиме на неколку производители што имаат за било кој артикул што сме заинтересирани, да добиеме согласност од Бирото за јавни набавки, па тек тогаш да преминуваме кон објавување и кон регулирање на сето тоа. Ние во меѓувреме таму е и заменет, мислам, со пензионирање човекот што популарно служител го кажуваме училиштата, сега имаме нов применон таму, така да со негова помош очекуваме да бидејќи истиот е и со повеќе квалификации, очекуваме да се завршат дел од овие работи. Според директорката пак Фиданка Ивановска, условите за работа во училиштето не се лоши, но може да бидат и подобри. Од училиштето се надеваат дека следната година Министерството за образование и наука и локалната самоуправа ќе издвојат средства за санирање на проблемите со кои училиштето долго време се справува. Се надеваме дека ќе се најдат средства и дека ќе се направат напори најмалку тоалетите да бидат приклучени кон училишната зграда во селото. И внатрешната реконструкција е потребна, меѓутоа мали деца од 1 до 5 оделение во овие зимски услови да излекуваат надвор од училиштето во тоалетите, навистина е жалосно. Сметам дека внатрешните услови се на завидно ниво, но секогаш постои можност за подобри услови. Најпотребно е да се санира една од училниците која што е оштетена од земјотресот пред неколку години кој што беше, а исто така сметам дека треба да се направи и обнова на клупите, на столчињата и не само во тоа училиште, општо и во ова училиште имаме уште столчиња и клупи кои што се од оние застарени типови на клупи и столчиња. Во моментов во подрачното училиште Јордан Хаџи Константинов Џинот во Башино село учат околу 30 ученици кои следат настава од 1 до 5 оделение.